Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш, втора поред за оваа работна недела. Вчера зборувавме за економија, ги оправавме економските работи во Македонија и во светот. Вечерва ќе се обидеме да навлеземе малку повеќе во мојата омилена тема, геополитиката. И тоа ќе почнеме најпрвен со она што е важно кај нас, малку во поглед на европроширувањето, малку во поглед на некои други работи, активности и околности. Само да кажам, денеска имаше протест на роднините и пријателите на загинатите во Кочани и во Скопје. Бараат одговорност од сите, интересно пред се од пратениците, од кои што побара, некој од нив барем побара оставки на сите пратеници, велат дека им се одговорни е обвинителството. Искрено да ви кажам, многу е тешко да се коментира на оваа тема било што, кога се опрашање луѓе кои што ги изгубиле најмилите. Едноставно човек треба да има разбирање за нив, меѓутоа кога е опрашање одговорност, апсолутно се согласуваме дека одговорност мора да има затоа што изгубени се 62 млади човечки животи. Искрено на протестот се појавија и некои луѓе кои што според мене не е местото да бидат било каде, бидејќи едноставно немаат кредибилитет за такво нешто. При тоа не зборувам за роднините и пријателите, туку зборувам за некои ликови кои што дошле да дадат подршка. Но на крајот на криштата секој има право да се појави каде што сака и секој има право да го каже своето мислење, затоа што во демократија едноставно така стојат работите. Исто така беше кажано едно мислење кое што не овде, не на овие протести, туку зборувам, беше кажано мислење на Радио Слободна Европа од страна на еврокомесарката за проширување, господјата Марта Кос, која што воопшто не оди во позитивен прилог за Македонија. Ќе започнеме од него, но најпрво да го представам вечерашниот гости, универзитетскиот професор Жидас Даскаловски. Добра вечер, професоре. Добра вечер, Драган. Благодарам на поканата. Да, не беше професор од минатата недела во на стандардно месечно рекапитулирање заедно со Раби Седрак и со Ивица Боцовски од оправдани причини. Меѓутоа сега веќе имаме можност да поразговараме со професорот и да ве прашам веднаш. Марта Кос, зборувајќи за проширувањето, за сите околности во кои што се наоѓа овој процес кој што во моментов е никаде, ако сме реално, Македонија ја опише како тажна приказна на Балканот. Вели кога Украина би чекала како Македонија за преговори, своите преговори ќе ги закочне веројатно 2045 година. Ова да го кажам јас или вие ќе биде веројатно сватено како нешто, па да, така е, меѓутоа тоа го кажува еврокомесарка за проширување. Па сега вистина тажна приказна, ние имавме блокади од страна на Грција, сега имаме блокада од страна на Софија. Политички се претвори процесот во најголема мера. Политички не само заради ова што секоја земја има право на некој начин да стави вето заради одредени своји интереси, туку и заради самата ситуација што е сега во светот и во Украина. Значи ние во ред ништо не сме направиле во однос на прашањето со така наречениот предлог план на Макрон. Тоа е така. Се обидува владата да добие некои гаранции дека ако ги внесеме бугарите заедно со хрватите и црногорците во уставки, ќе нема други барања. Се обидува, действува, лобира. Мислам дека тоа веќе и тешко е остварливо. Алтернативен план за сега не гледам од нашата влада. Да видиме што ќе се случи. Бугарија очигледно дополнително ја жестува атмосферата со некои изјави од типот на па не е само тоа, ние имаме и други барања и ќе имаме други барања и имаме право на други барања. Што е така како што е реално во самиот процес на проширување и е навистина нешто што големите сили во Европа го размислуваат и се обидуваат да најдат начин како да го премавнат. Тука станува збор нели и за Германија и Франција има планови да се направи процесот по-транспарентен, односно да се најде начин да нема простор за соседски вета и соседски стопирања на случајот. Но за сега состојбата е каква што е.
Ние сме блокирани како што сме блокирани, чекаме да видиме следните начекори на владата, тие мора да дојдат, ние не можеме се уште да се надеваме дека ќе добиеме гаранции кога не ги добиваме, нити ќе ги добиеме. И следните чекори исто така ќе зависат од состојбата во Украина и во односот на Европа кон тоа прашање. Има планови, има идеи да Украина добие утешна награда, брза трака за членство во Европска унија, а од друга страна сите ние тука на закочени и незакочени на Западен Балкан да одиме по тој систем мерит што го викаат по заслуги. И се тоа ова ми е мене многу важно. Го слушнав овој како се вика, се извинувам, министерот за надворешни работи и трговија Христијан Мицкоски вели Тимчо или Христијан? Реков Мицкоски, да. Тимчо Муцунски, се извинувам. Тимчо Муцунски вели министерот дајте нека не мерат според критериумите кои што постојат за заслуги, а не според отстапките што ги правиме. Бидејќи сега во овој процес од нас се очекуваат отстапки. Значи не се гледа дали сме исполниле услови, стандарди во правосудство, не знам, со корупција, борба или што и да е, не знам, ребниот фонд нека е. Туку се гледа колку отстапки даваме. Таков е за жал процесот, никогаш не бил научно базиран со научна терминологија и методологија, туку секогаш бил сврзан со замислено законодавство кое што треба да се примени во земјата и политички одлуки на земјите членки и на комисијата и на Советот на Европската унија за тоа дали кога и како ќе почнат преговорите по кластери, дали кога како ќе заклучат и ќе завршат тие преговори по поглавја или сега кластери. Нема дилеми дека не може, мислам дека е наивно да очекуваме дека ќе бидеме оценувани според заслуги и според реформи и според легислативни процеси. Тоа е едната страна на медалот, во ред се бара од нас демократија, владење на правото, човекови права, економијата да биде во можност да се надпреварува со другите економии во Европска унија, меѓутоа политичкиот момент останува и се продлабочува. Тоа ми е поентата што се обидувам да ја кажам. Нам во однос на Бугарија ни е реално проблемот, меѓутоа ќе биде исто така зголемен проблемот во однос на тоа како ќе се позиционира ЕУ кон идното проширување потенцијално кон Украина и Молдавија. Добро, она што го зборува Марта Коста, вели дека Црна има сериозни можности да заврши приказната во незиниот мандат. За Албанија, ајде да речеме така, меѓутоа ги спомнува и Молдавија и Украина како далеку од тоа дека ќе заврши нешто брзо со нив, меѓутоа повторно ги сфрла како позитивни примери. Позитивен пример, Украина има војна. Молдавија има сериозни турбуленции на своја територија. Се малку мина тоа го следат веројатно, меѓутоа тоа е така. Во Молдавија имате два региони кои што се сериозно проруски расположени, имате еден куп инциденти, речиси конфликтна ситуација, кај нас тоа го нема. Ако гледате правно земено, во Молдавија има руска армија. И тоа е точно, да. Пак ќе кажам, дополнително ни се влошува состојбата заради политичкиот пристап на Европска унија кон Украина и сега кон Молдавија. Тие ќе замолчат, ќе замнижат и ќе ги стават на брза трака доколку така решат да биде. И тука нема дилеми. И Црна Гора и Албанија одамна требаше да бидат дел во крајна фаза на проширувањето. Ние требаше одамна да бидеме во крајната фаза на преговорите. Не сме, но тоа е прашање од волјата во Брисел, во Берлин и во Париз. Можно е и брзо да завршиш, како што таа вели, можно е да чекаат заради виша политика кон Украина и кон Молдавија. Можно е сите да чекаме и ние, и Западен Балкан, и Украина и Молдавија, заради тоа што нема договор во Европа и посебно во Германија за проширувањето. И впрочем, оној договор помеѓу, коалицијски договор помеѓу големите партии во Германија, демохристијаните, десницата и левицата, наговестува точно тоа. Дајте да го реформираме прво Европска унија, потоа да видиме што ќе се случува понатаму со нови земји членки. Она што Макрон го заговара веќе со години. Па и Макрон го заговара, и други го имаат заговарано, има една германско-француска комисија за реформи и така натаму. Значи, просто шокирачки е регион кој што е 1,5 Унгарија по население, Западен Балкан, 15 милиони жители, да представува бюрократска или каква и да е суштинска пречка во одлучувањето на Европската унија и институциите кои што постојат таму. Да.
Така што јас само ќе кажам, очекувам да видам што ќе работи владата во наредниот период по однос на ова прашање, меѓутоа и да не успе и да не успе владата на крајот ден да бидеме свесни дека не се зависи од нас и дека не се зависи од објективните мерки и чекори што ние ќе ги превземеме, па макар и нашто начин да го решиме ова прашање со Бугарија, повторно е можно да бидеме ставени настрана, заглавени или да биде одложено нашето членство, преговори, завршување на преговори членство во Европска унија, како што истото може да се случи и на Црна Гора, на Албанија, па и на Србија во крајна линија. Да, за Косово и за Босна и Херцеговина, кои што така беа опишени како тажна приказна, веројатно разговорот е и уште потажен од нашиот, но добро, како што е. Мораме сега да влеземе малку пошироко во приказната. Се разбира, клучот е во Украина, тоа неколку пати го спомнавте, веројатно целиот свет орбитира околу таа приказна. Сега токму сега чинам Русија го одби предлогот на Украина за 30-дневно примирие, ќе дојдеме до тоа, но сега малку пошироко, нешто што не го правевме толку често до сега. Има впечаток дека фронтови на светско ниво можат да се отворат буквално вака. Да го земеме примерот со Индија и Пакистан. Пред неколку дена имаше еден терористички напад во Кашмир. Кашмир е некоја територија која што е камен на сопнување меѓу Индија и Пакистан со децении, впрочем уште кога се разделиле од некогашната стара Индија. Кога Британија веќе што ги разделила. Кога веќе да бидеме сега попрецизни, меѓутоа факт е дека се две големи земји, две нуклеарни сили и сега имате терористички напад на територијата која што контролира Индија, гинат, ако не се лажам, 26 луѓе. Индија го насочува прстот дека се вмешани пакистанци, се разбира, нагло што се вели од нигде никаде, се звецка со оружје, Индија испраќа сили, Пакистан испраќа сили, министерот за одбрана на Пакистан, ако не се лажам, рече индиски напад е иминентен, значи неизбежен. И сега, знаете ова се земји кои што постојано се во тензии, дема тука што тие војувале меѓу себе, меѓутоа зборуваме за сили кои што имаат сериозен, многу сериозен воен потенцијал, нуклеарното оружје е плюс приказна и туку така се наоѓаат во ситуација кога може да пукне војна таму. Видете, има воени жаришта секаде низ светот. Имаме земји каде што има бунтовници, например во Пакистан има Балучистанска армија која што делува против централната власт. Така што она што ќе излезам на површината од одредени причини во денешните односи на меѓународна политика и геополитика е само забрзано и интензитетот е зголемен, да не го погрешам повторно зборот, значи се зголемува интензитетот на триењата, на фрикциите, на меѓусебните односи кои што се дури и на ниво на некој да повикува на војна. Се сведува целокупната работа ширум светот на отсуство на еден поредок кој што е базиран и на однос на големите сили и на меѓународното право и меѓународните односи потврдени преку ООН, преку Организацијата на Обединетите нации. Не функционира глобално светот, поредокот е разнишан, така што не е за чудење што многу брзо вака дојдеме до ситуација да може да има нуклеарна војна меѓу две сили кои имаат по двете имаат по околу 170 проектили. Доволно е за да направат невиден лом, апсолутно, да. Апсолутно невиден лом. И прашањето е како ќе се усклади светот во иднина за да може вакви конфликти на некој начин да бидат повлијаени од големите сили, од Советот на безбедност, од главните фактори во светот. Добро, но професоре, ајде да го загледаме ова малку условно кажано, симплифицирано. Вие сте биле во Индија, чинам повеќе пати. На неколку форуми. На форуми во Пакистан, не знали сте биле. Индија е во сојузништво со САД, меѓутоа исто време е во сојузништво и со Русија, односно имаат одлични економски врски, ајде да речеме. Кина и Пакистан се во блиски релации од секогаш, повторно заради Индија. Не е ова само теоретски кажано судир на две големи сили кои што не се поднесуваат меѓу себе, граничат или не знам што. Овдека имате цел склоп на релации кои што и тоа како зависат и од нив зависат светската економија. Например, вчера господинот Мизо зборуваше за важноста на Индија во тие токови. Едноставно моќна економска сила. Не само моќна економска сила, предвидувањата се дека заради невозможноста веќе да се работи во Кина,
впрочем и со најновите царини на Доналд Трамп владата на САД, голем дел од оние капиталисти кои што ќе сакаат поевтино да го прават своето производство, ќе ги преместат фабриките во Индија. Значи, Индија е еден иден бастион на капитализмот во смисол на договорно производство. Како што имате, не знам, во Штип, договорно производство за Бенетон, за ХМ, H&M, Zara и така натаму, така и фабрики се отвараат долго време во Кина. Огромна работна маса, ефтина. Е веројатноста голема да тоа се случува во Индија. Најбројна земја по луѓе. Ја надмина Кина, да. Ја надмина Кина. Така што и од таа перспектива Индија е моќна, меѓутоа убаво кажавте, односите се комплексни и во тој самиот регион каде што се случува, тој е еден планински регион, каде што и Индија и Кина има судири, има дури Индија во 56-та мислам ја изврши инвазија на Кина, сега таму успеа да најдат некој модус вивенди, па тие гранични воени сили не смеат да имаат оружје да не се тепаат со стапови, да, буквално со стапови, тоа треба да се види на YouTube, интересно е многу, да. И тука да речеме Кина има некои инклинации да биде сојузник со Пакистан, а Индија покрај добрите релации со САД има и со Русија заради економијата, заради развојот и така натаму. Од друга страна, Америка и службите на Америка соработуваат со децении со Пакистан и тие служби, значи кој што има феноменална тајна служба. Има една веројатно од најдобрите во светот, значи испреплетени се работите и е многу комплексно прашањето како ќе се разреши. Во суштина, ако убаво видовте, вие сигурно знаете, спорот е и за ресурсите. И ние сме зборувале во оваа емисија неколку пати дека идните војни ќе бидат и за ресурси. Впрочем, сме го дале примерот за браната на реката Нил и за тоа какви се односите меѓу Египет и Етиопија. Овде е некоја слична ситуација каде што Индија го регулира течењето на Индус, на реката Инд. Инд ќе викаме ние, да. Инд, добро, се извинувам, да. И сега во такви случаи е навистина многу битно да имате добри односи и да се базира на меѓународно право и меѓународен поредок. А тој е во флуидна состојба и во еден хаос кој што се уште не можеме да видиме како ќе се регулира и како ќе се разреши. Бидејќи иако САД и Марк Рубио рекоа дека сега веќе врегуваме во мултиполарен свет, на терен не гледаме дека САД се откажува од доминантната улога. Напротив, Доналд Трамп се обидува да биде главниот фактор и САД се уште да го има предимството во светот, па дури и во однос на бившите своји сојузници или вазали, ако сакате, од Европската унија. Ово израз ми е интересен, морам да признам, меѓутоа ако сме реални, ако зборуваме без ракавици, отприлика е така. Уште една, да, еве се потврдува ево што го велам, воен конфликт велат дека на Пакистан Индија е неизбежен, тоа што го кажав, тврди пакистанската армија, ќе видиме како ќе се развие тоа. Втор конфликт за кој што помалку се зборува од X причини е судирот меѓу хутите и САД. САД веќе некое време ги бомбардираат, тамо ги ракетираат, има бројни жртви, не е тоа неочекувано. Од друга страна, хутите не покажуваат никаков се чини проблем со тоа. Тие дури се толку храбри во наводници ставам или луди како сакаме да ги напаѓаат американските бродови во заливот и во Црвеното море, каде ли е тоа. Не само што ги напаѓаат, се обидуваат носачите на авиони да ги нападнат. Значи зборуваме за една сила која што воопшто не е шега и која што го ракетираше во повеќе наврати Израел, кој што апсолутно не покажува никаква волја да запре со конфликтот, да речеме. Не велам дека таа провоцира, меѓутоа велам дека тоа е едно жариште кое што е многу сериозно и често пати веќе се спомнува во кулуарите дека САД се готови тамо да извршат и дури војна инвазија. Тука има неколку интересни моменти кои што мислам ќе бидат битни јавноста да ги знае. Прво, во пракса се покажува дека хутите и Јемен се единствените кои што имаат практична и активна солидарност со палестинското прашање и палестинското население. Се чини дека другите буквално заборавија што се случило. Имате не знам колку веќе се милиарди муслимани. Ако одите по муслиманска линија би требало да има некаква солидарност. Меѓутоа таа е вербална генерално кај останатите. Имало вербално имало и некакви остри агресивни изјави, изрази на Ердоган од Турција, но во пракса Турција се работа на секаков начин со Израел.
Или ако гледате по таа нека муслиманска линија, или ако гледате по оваа линија дека арапите се нападнати, повторно Египет воопшто нема никаков интерес тука да застане да ги брани правата на палестинците. Јордан смета дека тие се дури и проблем, бидејќи премногу Јордан отворено застанува речиси, така е кралот. Овие земји што се од заливот Катар, Емирати, дури и воздушниот простор го оставаат слободен за интервенции на Израел и соработуваат и со САД, кој што се жесток сојузник на Израел, така што излегува дека овие бунтовници што таму се уште има нарекуваме, да. Се уште има граѓанска војна таму и тоа не треба да се знае. Активно делуваат, сега тие веројатно имаат автономни капацитети за производство на некакви ракети од среден и краток домет, меѓутоа веројатно имаат и нешто добиено од Иран, да речеме. Тешко е тоа со сигурност да се утврди, но да се претпоставува, нели? Па земја во тие околности и на тој степен на развој да има ракети од таков квалитет, тешко дека сама ги направила. Сега сме разговараме реално. Така е, но сега интересната работа е дека нивните акции, нивните ракетирања и на југот на Израел и на американски воени бродови, па дури обиди да се погодат и носачи на авиони, покажуваат колку е старовремски концептот на морската доминација на САД во денешно време, каде што проектирањето на сила и можноста вие преку носачни авиони и хеликоптери да можете во било која точка на земјината планета, бидејќи поморски па било каде може да испловите, да интервенирате, да погодите цели. Нешто што се подразбираше до неодамна. Да, се намалува експоненционално, бидејќи испаѓа дека со релативно ефтини средно дометни ракети вие можете тие броји да ги потопите. Сега станува збор за Јемен, замислете за некои посериозни држави, играчи, како што сакате да кажете, кои што имаат реални ракети, како Иран дури да го споменеме, а да не споменуваме Русија, Индија или Кина. Друго што треба да знае јавноста е дека самиот Суетски канал и процепот кој што е помеѓу Јемен и Африка, од каде што излегуваат тие бродови, е клучен за трговијата од Европа кон Азија. Екстремно важен, апсолутно. Екстремно важен. И сега заострувањето прво на реториката, а сега и воените акции со бомбардирање на пристаништа и други цивилни објекти во Јемен од страна на американската армија, треба да се стави во прашање на кој тука добива, кој тука губи. Во ред, САД сака да уништат некоја земја која што не се повинува на нивниот збор, поредок и така нацаму. Сака да уништат воено раководство кое што се одметнало. Меѓутоа, де факто состојбата која што следи е оневозможување на природниот тек на трговија помеѓу Европа и Азија. И тука засегнати страни се целиот блок АСЕАН, Индија и плюс и Кина и Европската унија. Значи, колку подолго трае таа акција, сега друго име дадоа, едно време беше Guardian, сега не знам како се вика точно. Да, но тоа. Колку подолго трае, толку полошо економски ќе биде за Европска унија и за Кина, АСЕАН и Индија. Тоа е интересното што кога ќе го земете целиот контекст дека Доналд Трамп и неговата влада отвори фронтови економски со сите, буквално со сите, а најмногу се обидува да удри по ЕУ и по Кина, тогаш ќе треба да размислите дали оваа војна интервенција воопшто некој смета дека е само заради справување со хутите или за некои други цели. Се разбира, ова не може никој да го докаже или да го... Се разбира, но тука сме да анализираме. Но тука е само да ги кажеме фактите. Во таа перспектива е малку специфична. Така. И во истиот контекст, хутите рековме дека удираат на Израел кога можат. Израел се разбира возвраќа малку со своја сила, малку преку САД. Меѓутоа Израел, особено во последно време и САД, се погласно наговестува дека со Иран ќе се пресметаат вака или онака. Бенјамин Нетањаху, премиерот на Израел, кој што се има сосема поинакви проблеми во својата земја, и кој што се уште војува со палестинците, апсолутно, да не се лажеме, тоа тама е тажна приказна, навистина тажна приказна за себе, ние сме за тоа рајот на земјата, апсолутно. Отворено вели дека со Иран ситуацијата е дојдена до крајот, односно дека на Иран му требаат практично недели
тоа го прочитав од министер за одбрана, не сум сигурен кој беше во Израел, дека потребни му се недели да развие нуклеарно оружје. Власта во Техеран апсолутно одбива тие велат ни на крај памет не ни да правиме нуклеарно оружје, ние не веруваме во нуклеарното оружје, не ни дозволува ни религијата и така натаму, меѓутоа овие се сигурни дека е така. САД проговараат со Иран. Значи се случуваат преговори да не биде дека не, меѓутоа Доналд Трамп воопшто не исклучува можноста дека заедно со Иран би можел да удри особено на оние фамозни планини во Иран кои што сите знаеме дека се покритие за оние длабоки тунели во кои што Иран нешто произведува. Нешто сигурно прави, тие велат дека произведуваат ракети нормални конвенционални, овие велат таму има нуклеарно оружје, прашање на време е кога таа фисија ќе се доврши и така натаму. Можно ли е навистина да се осмеват на таков чекор во ситуација кога Иран објективно е голема земја. Иран има преку 100 милиони, Иран е развиена земја, ние и за нив малку знаеме. Си имаат тие, се разбира, начинот на владење, нели, за нас не разбирлив, тамо е теократија, владеат мулите и така натаму, меѓутоа тоа е голема земја. И земја која што се потпира на наследството на една Персија, која што е стара неколку илјади години. Па најстарите цивилизации, Македонија, Персија, Така е. Сакам да кажам, не се работи за Сирија, не се работи за Ирак, секоја чест за овие земји, меѓутоа Иран е нешто друго. Иран е нешто друго и сега прво перспективата на Израел. Израел е вкотвен во една територија каде што реално има непријателско население. Режимите, владите на тие земји можеби не, реално апсолутно, да. Меѓутоа граѓаните, народот таму сигурно не се со насмевка во односот кон Израел. Ним им треба предимство во воена технолошка смисла секогаш, за да можат да обстојат, да бидат сигурни дека ќе обстојат на тоа непријателско тло, така да го кажеме. Или им треба добра дипломатија која што ќе ги среди односите со владите и режимите кои што постојат, како што тие се обидуваат долги години да го направат и како што САД впрочем и помага да го направат и со Саудиска Арабија. И одеше добро се до минатата година, односно пред минатата веќе. Веќе е пред минатата. Од нивна перспектива, добивањето на можност на Иран да создаде нуклеарна бомба е скоро како екзистенцијално прашање. Бидејќи Израел е толку мала површина територија, една од таквите бомби може да ја уништи како земја. Од друга страна, Иран има многу солидна воена база и многу солидно искуство на преживување, бидејќи тие се веќе во децени под санкции од САД со децени. Од моментот кога го сменија шахот. Од моментот кога сменија шахот, па на криза во амбасадата и така натаму. И преживуваат и наоѓаат начин, меѓу другото и соработката со БРИКС, преку БРИКС и така натаму, да обстојат. Имаат интерес и Русија директен, затоа што нивниот проектиран коридор север-југ треба да заврши во пристаништето во Иран, и Кина, заради балансот на силите, да го поддржат Иран. Значи, тука сега веќе станува збор за можна војна, каде што од една страна Израел поддржан од САД, а од друга страна би биле персиците, односно иранците, поддржани од Москва и од Пекинг. И тоа е веќе многу комплексна работа. Колку што следам, и Русија преку Лавров се обидува да најде начин да го дипломатски менаџира прашањето. Понудија дури и осиромашениот ураниум да се збогатува кај нив и да се складира кај нив со цел да се гарантира на Израел дека тој нема да се користи во војни цели, туку дека можеби ќе биде само искористен за нуклеарна централа за производство на електрична енергија. Мислам дека ќе има уште напори за да се реши прашањето по мировен начин. Ризикот за САД е дека не само по нивните воени капацитети широм да имаат бази на секаде, нели? Иран би вратил сигурно и со ракети би удрил и по американските бази, по морнарицата, по бродовите и така натаму. Ризикот за САД, па и за целата светска јавност, сите големи сили, и Русија, и Кина, и Индија, е затворање на Херманс се вика тој морскиот пат кој што доаѓа од богатите Катар. Некој го вика на македонски Хормус од некоја причина во Персискиот залив, да. Добро, значи таму кај што се богатите производители на нафта. А тој е прилично тесно и релативно лесно за контрола, да.
Катар, Емиратите, нафтата од таму не би можеле потоа да ја пренесуваат со бродови, ќе мора да се наоѓаат алтернативни начини кои што се уште не се адекватни и случајно ги нема тие гасоводи, цевоводи и така натаму. Нели прашањето беше и за Сирија, дали е можно преку Сирија од Катар преку Саудиска Арабија Сирија и кон Европа тие. Па може би затоа настана Сирија, но да, значи таков судир, бомбардирање на Израел и потоа реакција на Иран би довело до крах на произведувачите на нафта и на светската трговија со нафта. Во ситуација кога сад со царините и така направија големи турбуленции. Турбуленциите се такви што не даваат можност рационално да се предвидуваат работите во било која економија, корпорација на светот. Дури ни во сопствените во САД корпорации не можат точно да пресметаат и да направат стратешки планови за блиската, не зборувам за среднорочната иднина на нивните предпријатија. Значи, би бил многу изненаден доколку сепак дојде до воен конфликт во Иран. Но овде ќе има едно големо прашање, а прашањето е Израел. На што го темелам ова? Израел беше нападнат, факт е, од Хамас на брутален начин, меѓутоа одговорот на Израел беше таков што произлезе од него дека Израел, односно Бенјамин Нетањаху и неговата влада, сака во овој период да разреши еден куп прашања кои што стојат отворени, а се поврзани со безбедноста на самата држава Израел. Значи, да не заборавиме, откако ги нападна палестинците, стравично го понижија, го разорија Хезболах, го уништи, го убија и председател, како се вика, генералниот секретар на Хезболах, Хасан Насралах, еден куп од водачите, со Либан ги расчистија сметките. Исто така влегоа на една територија тамо на една планина каде што не би требало да влезат, меѓутоа влегоа. Во Сирија практично ја завршија работата, падна Асад после 14 години граѓанска војна, повторно Израел влезе на сиријска територија и нема намера да излезе од таму. Тоа не е голема територија, меѓутоа е туѓа територија, тоа е факт. Со Јордан повеќе или помалку претходно беше расчистена работата, сега кога се враќаме на Палестина, самиот Доналд Трамп вели дека има намера да прави тамо ресорти каде што живеат палестинците, тука би требало во Египет да се иселат. Сето тоа исто така компликувано. Со Ирак работата, кој што така беше долго време опасно за Израел, беше завршена во корист на Тел Авив. Знаеме дека Ирак сега е полудржава, ништо лично, меѓутоа така стојат работите и практично во целата таа приказна, ако загледате, останува само уште Иран. Дали Израел би рекол, добро, ајде да го одложиме ова со Иран за во некое неопределено време во иднина, или сега, кога веќе повеќето коцки ни се наместени, е момент да удриме, бидејќи Израел често пати покажува дека нема е толку важни, не знам, економските текови лево или десно, колку што му е важно неговото преживување, бидејќи ставот на сите израелски влади е безбедноста на Израел е прети над се. Впрочем, тоа би требало да биде и на секоја држава и на Македонија, ние така треба да гледаме, иако ние често пати гледаме малку поинаку. Па видите, сите посредници на Иран, сите оние сили прокси што ги нарекуваат, добија ќотек, што би се рекол народски, остана уште Иран, навистина е така. Овие ги спомнавме хутите, меѓутоа тие се помала закана, директна закана. Па добро, многу се далеку и така освен со ракети па нешто толку може. Сепак би рекол дека нема да се случи војната интервенција заради овие причини претходно што ги наведов и дека сега Израел ќе продолжи на жестока, неодговорна и крволеачка акција во појасот Газа. Да. И во Западниот брег. Тие продолжуваат, значи видите таму именно насилно грабање на земја, значи невидено насилно грабање на земја во Западниот брег. Но мислам дека тука отприлика ќе остане работата во тој географски простор. Да, и ќе гледаат, значи видите сега како, мислам пред недела две беше тука професор Далибор кажуваше историски ремисценции за Балканот и да нешто да состојба. Не е толку битно вие да добиете војна. Битно е после кога ќе дојде мировниот договор да потврдите војните успеси. Значи на Израел сега му треба на некој начин легитимација на геноцидалните акции што ги прави во Газа и ова што се случува во Западниот брег. Некаква легитимност со сите соседни држави. Тука веројатно повторно ќе дојде на маса договор со сите арапски соседи, апсолутно со сите да го признаат, да биде тоа легитимно решено и така натаму. Значи претпоставам дека сега ќе удрат повеќе на дипломатија
Кога ќе заврши акцијата, војната во Газа против Хамас, меѓутоа и против населението за жал. Тогаш мислам дека повеќе ќе удрат на дипломатија, а дека со Иран ќе се бара решение кој што ќе им гарантира, како што ова го спомнав на Лавров меѓу потис некој, кој ќе им гарантира дека сепак Иран нема да има нуклеарна бомба и дека навистина во нуклеарната енергија ќе се користи за цивилни цели. Затоа што тие тврдат дека ќе го користи. Но дали е така? Од друга страна Иран е земја, да не забораваме, значи Израел сигурно ќе се обидува со сите средства ќе се обидува да ја распадне таа држава. Таа држава не е хомогена. Не. Иран е многу мешана држава. Во Иран има се и се што. Има, на пример, повеќе има азербејџанци во Иран отколку во Азербејџан. Азери. Азери, добро, окей, во ред, како и да. Имаат сунетско население, имаат курди, курдите се редовно немирни таму. Имаат и арапи таму, значи малку ако ги гледаме работите од перспектива на тоа што порано се правеше преку шарени револуции или дури и пуч, сигурно ќе се обидат и понатаму да потикнуваат да дојде до пад на иранскиот режим и да се пресврти ситуацијата, тој да биде прозападен, да речеме. Или во најмала рака да биде постојано потензија дома. Или на марак, да, апсолутно. Сега доаѓаме до ова што е клучно во светот веќе 3 години и повеќе, иако ако сме реални всушност повеќе од 11 години, од 2014-та, конфликтот меѓу Русија и Украина, веќе 3 години, неколку месеци, страшно крвава војна, да не повторуваме тоа, веќе е познато. На фронтот русите објективно напредуваат, далеко до брзина која што некој може би ја очекувале, меѓутоа напредуваат. Украина и понатаму дава жесток отпор. Американското оружје и покрај сите чудни изјави на американската администрација си доаѓа на теренот, значи Украина има покритие во резерви, во оружје и така натаму, има и голем број на странски војници. Интересно се појави информација дека и Русија има голем број странски војници. Сега пред некој ден се појави информација дека загинал борејќи се за Русија родениот син на една од заменичките во ЦИА. Значи една наистина чудна информација, човекот се пријавил да се бори за Русија, и то на 21 година. Загинал тамо, се појавува цела еден француски одред има. Може да замислите, француски одред кој што се бори за русите затоа што не верува во западната демократија. Значи има се и се што. Има и руси што се борат за Украина. Токму така, тие се нарекуваат слободна руска нешто. Некој десно, екстремно десно движење, да. Сега во целата таа ситуација Русија направи еден момент на мир за Великден, ден и пол прилика фати, после тоа со директен налог на Путин се прогласи, односно се најави примирие во траење од, ако не се лажам, 3 дена за текот на големата парада во Русија, која што исто е посебно прашање само по себе, 8, 9 и 10 мај. На тоа Зеленски одговори дека на Путин му треба примирие само за да може парадата да си ја тера без проблеми, меѓутоа токму сега Украина понуди 30-дневно целосно примирие, кое што Русија веднаш го одби. Вели, добро, ние сме за примирие, меѓутоа има тамо некои нијанси кои што ние се уште не сме ги расчистиле. И сега мене ми личи дека сите овие понуди за примирие се празни практично, немаат некоја суштина во себе. Од друга страна, Марко Рубио, многу важен човек, државниот секретар на САД, вели токму наредниве недела 2 ќе бидат круцијални да се види дали е можно, а тој вели има оптимизам, во Украина дефинитивно да дојде до примирие, а потоа до мир. При тоа, да кажеме и ова, русите објавија дека целосно ги изфрлиле, односно ги поразиле, тие велат ги уништиле украинските сили во Курск, иако Зеленски се разбира вели дека и натаму има некои единици кои што даваат отпор и во Курск и во Белогород. За тие што не знаат, ова се територии, ајде да речеме, на вистинската руска граница, односно во Русија пред да почне војната. И сега што? Па сега видите вака, во суштина веќе се кристализираат две интерпретации. Едната пред можеби недела дена ја кажуваше директорот на Стратфор, ако знаете, тоа е една приватна компанија која што се бави со занимава со анализи. Многу сериозно, апсолутно, да. Разузнавачки податоци, како приватна ЦИА ја смета, Џорџ Фриман. Вели вака, се види дека заради тоа што 3 години Русија војува и не успева да ги оствари своите цели,
пропадна нивната мисија и пропадна нивниот смисол и проекција на моќ. И сега, за да го оствари тоа што сака да го оствари Доналд Трамп, некаков мир кој што го ветија, реално беше голем дел од неговата кампања таму против војната на Бајден. Да, 24 сата потоа стана 3 месеци така натаму, за да се оствари тоа, а Русија да го спаси, да го обели образот, ќе се направи некаква сделка која што ќе биде во полза на мирот. Значи, едната интерпретација е дека русите не успеа, немаат таа моќна голема сила како што има до 89-90 во студената војна. Сега да им се обели образот ќе се најде некое магично решение кое што нема да биде идеално за нив, меѓутоа нема да биде поразително. Другата интерпретација е дека Путин се обидува да му го обели образот на Трамп. Затоа што руската армија нити брза, нити инсистира тоа да биде експлозивно и во краток рок, туку напротив, темелно, систематски напредува во остварувањето на сите своји цели кои што ги зацрта пред да почне за нив специјалната војна операција, а за остатокот од светот инвазијата, нападот, агресијата на нашите сојузници од Украина. Што е тука поентата? Поентата е дека тие навистина ги уништуваат војните капацитети на Украина како армија засебна и како НАТО армија. Значи Украина од 2014 де факто е армија која што е солидно поддржана и од САД и од НАТО. Формално не е во НАТО, меѓутоа објективно користи НАТО оружје, НАТО поддршка, НАТО сателити, се. И те не се американски, значи само за сателитите да кажем, Америка зошто е клучна Америка и зошто Европа само се пуфка во гради, што би рекле македонците. Затоа што испукување на едно од тие далекометни химарс ракети, 150 км колку и да се во домет. Значи, сателитите на Америка ги наблюдуваат руските војни позиции каде се трупа војска или техника и кажуваат на операторот е вообичаен американски војник. Апсолутно, тоа кој не се... Кој ги става шифрите во топот, или како се вика тоа чудо, и украинците пукаат. Значи, без американска логистика во однос на наблюдување и давање информации практично на терен, нема ништо, нити од европските војни сили, нити од украинските. Па и без Starlink не би имале интернет, па не па нешто друго. Па така е, да. Да се вратиме, значи прво ја уништуваат ова што го почнам. Русите го уништуваат војните капацитети на Украина до максимум. И всушност ги уништуваат НАТО капацитетите кои што се донесени таму во секоја смисла, од авионите што ни го донесува F-16 до сите тие далекометни топови, до патриоти системите, патриотите и тенковите, Абрамси, чуда врагови, оние тигри. Понатаму ги уништуваат најтврдокорните, најдесно радикалните пронацистички формации на Украина неколку пати. Значи во Мариупол, ако се сеќавате, прво ги фатија во еден рудник или што беше потоа во фабрика беше нека огромна, да. Значи тоа го прават. Трето, со неутрализирањето на моќта на ова раководство на Украина ќе се обидат да постигнат цел ново раководство на Украина да дојде, кое што ќе може да ги поврати нормалните демократски текови, тоа што обара Русија, во однос на правата на руско говоречкото и руското население таму. Значи, јазичните права, правата за образование, култура и вклучително и религија. За нив е, за Русија тоа многу битно. Па практично руската православна црква е забранета во Украина. Практично е забранета. И конечно во случај на победа, а од перспектива на оваа интерпретација Русија ќе победи, нема да има НАТО. Украина нема да влезе во НАТО, Украина ќе биде неутрална земја. Сега, доаѓаме до ова нешто што мене ми е многу интересно и многу важно. Се појавија, речиси во исто време, два предлога, мировни предлози, мировни иницијативи, нели како случајно да излегува во медиумите, туку така се појавија. Едниот се разбира американскиот, а другиот е европско-украинскиот. Меѓу нив има, внимавајте, рускиот е кажан уште порано. За тие што не пратат Русија има прилично тврд став, се разбира, меѓутоа европскиот и американскиот се прилично различни. Не се диаметрално спротивни, но се различни. Тоа значи дека во кратки црти американскиот е дека Америка ќе го признае Крим како руски, понатаму војната ќе запре на моменталните линии на
на разграничување, односно на конфликт, ќе бидат укинати антируските санкции, Русија ќе се врати во тие економски токови кои што се важни очигледно и за Америка и апсолутно Украина нема да влезе во НАТО ни сега ни никога, што прилика на ова се сведува американскиот момент, меѓутоа европско-украинскиот е поинаков. Тие велат во никој случај не може Русија да ги задржи териториите кои што ги има сега, ниту па не постои теоретска шанса да се признае дека Крим е руски и дека први не потребно примирие, а потоа ќе се преговара за овие работи кои што американците се однапред готови да ги дадат како услов. Рускиот предлог ќе се разбира. Херсон, Запорожје, Донецк, Лугански, Крим се руски, дури би требало украинската армија да се повлече од Запорожје како град, од Херсон како град, кој што се на нивна територија и дека на украинска територија нема да има воопшто, ако јас разбирам добро, нови залихи на оружје, нема да има странски инструктори, нема пополнување на украинската армија со нови сили, нови регрути, нови платеници од странство и така натаму, односно практично ќе се пацифизира Украина. И се планот, европскиот план е како уште во САД да е Бајден. Или како да постои можност Трамп да го промени мислењето, да се сврти и повторно да се врати на позициите што ги имаше САД од 2014 до 2024 година. Ако успеат тоа како магионичари да го направат, секоја чест, тогаш продолжуваме таму каде што застанавме. Веројатно и со поголем интензитет САД ќе помага Украина и украинската армија и ќе доведе нови санкции кон Русија, ќе се обиде на разни други начини да го оневозможи Путин во нормално функционирање. Доколку ние не можеме да предвидиме заради самата природа на човекот, на председателот на САД, меѓутоа после сите оние изјави, после оние презир кој што САД го даде кон ЕУ, кон европјаните генерално, и во Минхен, и во Вашингтон. Венс вели, ние немаме намера веќе да ве браниме, дури рече ние не сакаме вас, али отворено. Да, значи, после сите тие изјави, тој отворен презир кон европјаните да се случи вакво нешто, мене ми изгледа просто невозможно и ми изгледа дека Европска Унија е како некој човек кој што има ментални проблеми, кој што не може да се совземе и да свати реалноста, кој што гледа дека Русија победува, дека САД креваат раци од таа војна и тие се уште упорно се обидуваат да кажат дека тие ќе бидат што ќе ја помогнат Украина да се војува до последниот украинец. Добро, мислам во ред Путин изврши агресија, Путин го споредува со Хитлер во ред, сето тоа држи, значи немаше значи од перспектива на историска гледна точка немаше некоја потреба за такво действување и таква агресија, меѓутоа во сегашната состојба да не ја гледате реалноста е малку проблематично. И обидот за дипломатија, обидот за било каков разговор со непријателот да се оневозможува, дури обидот на интелектуалната класа во Европа да јавно ги кажува своите ставови кои се спротивни на оваа елита врхушка од Брисел и Берлин сега и Париз се навистина поразувачки за било кој човек на земјата планета. Мислам дека Европа прави едно самоубиство кое што за жал и ние ќе го почувствуваме. Го читав германскиот министер за одбрана, ќе речам Старонов, бидејќи тоа е се уште, но ќе биде веројатно Писториус, кој што и порачува на Украина, немојте да прифаќате. Американскиот предлог немој да го прифаќате, затоа што е пораз, тоа е капитулација. Некако е ова се просто нереално ми делува. Прво, нереално е тоа што САД го прават во оваа неверојатна промена во нивната геополитичка констелација на нештото, меѓутоа и реакциите на Европа ми се потполно, ја веќе согласно со вас, неочекувани, не соодветствуваат со реалните околности. Ние овде не зборуваме за морал. Чисто ако некој се интересира, ние овде не разговараме за морал и за етика, бидејќи во овие судири, во овие околности нема морал, нема етика. Овде има прашање на сила, за жал. Кој е помоќен објективно и кој има намера своите интереси да ги заштити повеќе. Јас апсолутно украинците им се воодушевувам за упорноста со која што се борат. Некој да ви каже дека вие ќе се борите со една Русија 3 години и повеќе. И дека ќе се борите
прилично на истите линии на кои што сте биле 3 години. Јас не би верувал во тоа. Но се борат. Жртвите се колосални, меѓутоа се борат и тоа е факт. Зеленски верува. Мислите дека Зеленски верува дека навистина можат до бетка да се борат со Русија, бидејќи ако сме реални, Русија има капацитети со оглед на големината на земјата и ресурсите што ги има, вака да се бори уште години и години. Има впечаток дека Зеленски е убеден. Сега, боже мили, ова е се разбира размислување само на обичен новинар од странство за Украина, дека навистина Украина е способна исто така да се бори уште години и години. Набојот таму очигледно многу силен и ова што се случува и со така наречените терористички, тие терористички напади во руска територија. Вчера ликвидира еден познат руски генерал и призна Украина дека стојат за тоа. Значи сега веќе станува јасно дека тие имаат и волја и ресурси да продолжат со секаков вид на нанесување на удари на Русија и на руската држава во иднина. И само дава повеќе аргументи на Путин да каже овие се навистина терористички, нацистички режим, мора да го соголиме, да го срушиме, срамниме со земја. Но се бранат, иако беа подготвувани, иако се подготвува десетина години, има и надмоќ во тие региони каде што почна војната, да не се лажеме, во Донбас, украинската армија беше и по-супериорна по број на војници и орудија, се додека Русија не влезе во конфликт. Сигурно ќе можат уште долго да обстојуваат и да се борат, доколку парите доаѓаат како помош на финансискиот сектор, доколку енергијата, ако им е потребна, добиваат и од Европа, доколку Европа произведува и им дава понатаму оружје, ќе можат да војуваат сигурно. По која цена гледаме дека се повеќе има жртви на нивна страна и дека се потешко им оди мобилизација, бидејќи луѓето не им се војува така лесно. Останува прашањето на супериорните американски технолошки капацитети, дали ќе бидат оставени какви што ги имаат сега. Она што го рековме со сателитските снимки, она што им е потребно на европјаните, што го немаат, транспорт на големи капацитети, на војни капацитети. Ако сме објективни, Трамп и Рубио и Венс Чинам велат, ние ќе даваме се од себе да најдеме таму решение. Ако не може, ако овие се, да не потребам некој погрешен збор, не сакаат да најдат мир ни едните ни другите, ние ќе дигнеме раце. Во тоа ние ќе дигнеме раце се крие голема замка. Бидејќи во овој момент САД воено, контраобавештајно и така натаму поддржува една страна. Дали тоа дигање раце ќе значи токму тоа? Ние ќе се спакуваме, нашите авиони ќе се повлечат, нашите инструктори ќе се повлечат, целите ќе ги изгаснеме за вас? Или само, како се вели, дипломати ќе се повлечеме, а ќе продолжиме и натаму да ве полниме со оружје? Тоа е клучното прашање. Јас следам секакви анализи, и американски, и британски, па и руски. Русите генерално сметаат дека не е проблем ако Европа продолжи да ги наоружува украинците, но воопшто никаков проблем, ќе постепено ќе ги победат. Она што им е поголем проблем е ова, логистиката, информациите и технологијата што сад им ја дава разузнавачки податоци, безбедности податоци за движење на терен. Тоа им е поголем проблем. И со тоа се убедени ќе победат, како што и сега победуваат. Меѓутоа многу полесно би победиле ако без американците, да. Тука се повлече. Што ќе се случи, навистина не знаеме. Жалосно е што се случува, два братски народи беа на времето, словенски народи, блиски по религија, иста религија. И хрватите. Да, истата слика пред нас како бошњаците, србите и хрватите што се заклаа во Босна и во Хрватска. И сега, сосема сме на крајот на оваа за мене наистина многу важна и интересна емисија. Доаѓа фамозниот 9 мај, во Русија денот на победата, во европските земји денот на Европа. Огромна расправа има на тема кој ќе се осмели да оди во Москва на парадата. 19 земји чинам го најавија своето присуство. Најголем дел од нив се разбира сојузници на Русија од оној поранешен советски блок. Кина се разбира. Мислам дека Србија ќе оди по секоја цена. Словачка се најави Фицо дека ќе оди, вели нас тие не ослободија, ние не забораваме. Меѓутоа пораките од Брисел се многу снажни. Се оди на тоа кој не дај Боже ќе отиде во Москва, тој за нас е пречкртан. Дури беше дадена една изјава од, ако не се лажам, од да не употребам сега кој беше, може не беше фон дер Лајен,
дека не од Каја Калас, ако не се лажам, од министерката за надворешни работи, која што е прилично агресивна, дека Русија практично ја злоупотребува ова манифестација, овој голем ден за нив, што од историска перспектива не е така. 9 мај е навистина денот кога русите и американците и британците ја победија фашистичка Германија, меѓутоа во овој момент, во овој контекст тоа воопшто не се гледа на таков начин. Одењето во Русија значи застанување против своите во Европа и во Запад. Видете, јасно е дека нацизмот го порази Советскиот сојуз. Советскиот сојуз го порази нацизмот. Не е убаво да се каже, но тоа е реално, ако зборуваме реално така е. Вие сте историчари, новинари, јас сум професор и историчар, мораме да бидеме со вистината, не можеме да се лажеме. Вистина дека САД и Велика Британија, па и делумно Франција со некакви своји единици кои што помагаа како отпор на Западниот фронт победува, меѓутоа Хитлер и Германија главните ресурси ги има исто да не се лажеме и главните битки беа таму. Дури се обидуваа германците нацистите да направат сепаратен посебен мир со САД Велика Британија за да можат да опстојат на источниот фронт. Сега дека Сталин, Советскиот сојуз беа еден авторитарен режим беа. Дека победија еден авторитарен геноциден режим на нацистите кој што убива и евреи, словени, и роми и се што мрда. Да, е така. Дека од таа перспектива само можеш да кажеш дека фактите биле такви, можеш, дека денеска може има авторитарен режим, не како на Сталин, меѓутоа има во Русија авторитарен, има, но дека овој наратив кој што се обидува да го наметнат и Урсула фон дер Лајен и Каја Калас е наратив кој што служи предимствено за да се оправда постојаноста на европската поддршка на Украина е така. Значи, ова наративот е генерално антируски и сега во оваа констелација те не можат да излезат од него. Едноставно не можат да излезат затоа што со тоа би прифатиле дека Русија има една историска димензија која што била клучна во поразувањето на нацизмот и дека тие имаат една историска заслуга која што треба да им се признае. Не им признаваат бидејќи се агресори. Во ред, тоа е така, меѓутоа оневозможувањето на други земји да го прослават тој ден таму во Москва на парада е малку агресивно. Сега, ние не сме во состојба како Македонија да почитуваме нити историјата, нити вистината, нити ништо, бидејќи сме дел од процесот. Добро, ние си имаме собствени проблеми од тој аспект, да не се враќаме на тоа, зборуваме за други процеси, иако се поврзани, ако сме реални, да. Поврзани се. Србија заради своји причини пак намерно ќе одам па што сака нека веќе. Намерно ќе одат, значи тие играат на 3 столици, ние сега сме на една и пол. САД и ЕУ, зависи која е половината сега, треба да се праша. Така е. Словачка и Фицо заради своји причини. Него го пука, во атентат му извршија, да се сеќавате. Но интересно, например, Орбан, колку што видов, нема да оди, ниту ќе праќа некој, иако Орбан е најагресивниот представник на оваа поинаква риторика поврзана со САД. Патриотите, суверенистите во Европа зајакнуваат, имаше пред некој ден, дали вчера, завчера, веќе се губимо времето во Франција, голем митинг на Лепен и нивниот фронт. Луѓето едноставно беа со француски знамја, немаше ни една ЕУ знаме, луѓето сакаат суверена Франција, значи се повеќе. Но Лепен практично е оневозможена. Обезглавена, оневозможена. Да, најдоа дека таму злоупотребувала некои финансиски средства и дека и жената нема да може да излезе на избори. Значи веќе демократијата е по знак прашање во Европска унија заради глобалистичките интереси и видовме што се случи на изборите во Молдавија, кога гласовите на диаспората пресудија, имаше само 2 избирачки места во најголемата диаспора во Русија, а во другите имаше секаде. Видовме што се случи на изборите во Романија со Ѓорџеску. Иако во Романија сега излезе нешто ново, дека повторно води кандидат кој што Ѓорџеску, да, меѓутоа и на Ѓорџеску излезе дека му го Уставниот суд парадоксално вели дека не треба да биде поништено од гласањето. Да, и сега тие се во правна една невозможна ситуација. Меѓутоа поентата е таа, глобалистичката елита останува на еден наратив кој што го следат и кој што не го даваат да се промени, не даваат политичка моќ и волја на обичните граѓани кои што се против тој наратив.
И АФД може да биде забранета во Германија и било која подесна странка што ќе се вивне ќе биде под удар на Европска комисија, Европски парламент, Европска бирократија и медиумите. Значи во суштина она што сад го поддржува суверени европски држави наспроти една Европска унија како што е сега, е предизвик за блиската и среднорочна иднина на континентот. Иако може ова да се толку и на поинаков начин, кога вие толку ги поддржувате суверените, може да имате некој тоа да го толкува како свесна борба против една заедничка, односно федерална Европа, која што би била објективен противник утре заутре на X места. Инаку токму денеска Трамп по повод 100 дена од неговото владење во вториот мандат рече јас ги предводам Америка и светот, чисто да се знае околу она што го загатнавте вие, дали Америка сака да го контролира светот или не. И за крај да кажеме, вчера се случи нешто невидено во европски размери, Шпанија и Португалија останаа без струја, без електрична енергија долго време. Ние вака ќе речеме голема работа, има некои места во Македонија кај што слегува струја, па никој не се возбудува, но тоа беше во Шпанија и во Португалија протолкувано како нешто страшно, па кога се врати аплаузи имаше, па веднаш се проверуваше дали се сайбер напади, не се. Туку рекува дека едноставно електричниот систем, или како се нарекува, е пренапрегнат и очигледно стар. Значи Европа има и поинаков вид на проблем. И допрва ќе има, бидејќи очигледно дека оваа зелена револуција промовирана од ЕУ и прифатена за чудо од Германија, За чудо од Германија, добро кажа. Не е најлесно спроведлива и всушност еден ден на Шпанија се фали не знам колку гигавати се произведуваат од соларни и обновливи извори, а од наредниот ден има, како кажа, мистериозен, неверојатен атмосферски настан. Да, јас сум некој мистериозен, неверојатен атмосферски настан, да. Токму така и мене ме збуди тоа. Што сакал да каже писателот, некакви ветрови ли беа во прашање, некои сончеви, некоја енергија нешто се појавила. Искрено неверојатно, меѓутоа најде оправдување. Како и да е, професоре Жито Даскалски, благодарам за вечерашното гостување, дека беше наистина екстраординери, што велат американците. Благодарам на поканата, драга. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Утре во 15 часот се разбира може да го последите репризното издание, а јас ви закажувам нова седба со мене и со нови гости утре вечер во 22:30. До тогаш пријатно.